Јавните набавки или тендерите и понатаму се можност број 1 за голем ризик од корупција и криминал во државата, констатира Центарот за граѓански комуникации. Конкретни примери од ова истражување потврдуваат дека системот за јавни набавки во многу сегменти е како создаден за корупција и криминал. Анализата на 37 акционерски друштва и предпријатија, основани од владата, го потврдуваат следново. Тендери за дури 247 милиони евра овие предпријатија организирале за една година, а заклучокот е следниот. Ризик од корупција има во сите фази на јавните набавки, од планирање до спроведување и реализација. Пронајдени се 5 исти производи кај овие предпријатија, акционерски друштва ги купиле во ист временски период, а ги платиле и до 120% повеќе. Изјави Сабина Факиќ од Истражувачкиот центар. Пример број 1. Државно јавно предпријатие во оглас за фунигација на жито не ја навело проценетата вредност на тендерот која била позиционирана на 20.000 евра. Добиена е понуда која е пониска за само 6 евра, помалку или 0,003%. Договорот е склучен и двете страни останале задоволни. Пример број 2. Јавното предпријатие Македонски железници набавило 8.000 топа хартија за печатење по цена од 349 денари, иако истата може да се најде за само 158 денари. Пример број 3. Акционерско друштво на тендер за градежни работи вредноста ја оценило на 65.262.000 денари, зашто се добиени две понуди, од кои едната е 65.220.636 денари, што е разлика од само 0,04%. Секако понудата е прифатена, но само е јасно дека станува збор за заедничко фингирање на цените помеѓу нарачателот и изведувачот. Освен ова, истражувањата покажуваат повторување на ситуацијата, односно тендерите претежно да ги добиваат исти фирми. Има случаи кога фирми во некои општини ги добиваат безмалку сите тендери во одредена област. На овој начин, годишно во промет се пуштаат околу 5 милиарди евра. Колкав е пленот за организаторите на тендерите и изведувачите, никој не знае.